Почитувани граѓани, почитувани новинари. Ова се документи доставени до нас, кои што покажуваат како извршителот Христијан Мицкоски расипнички, криминално, крајно неодговорно се однесувал кон парите на граѓаните, додека бил директор на АДСМ, тогаш НЕЛЕМ. Еве како, почитувани граѓани, Христијан Мицкоски, најлошиот директор на ЕЛЕМ на сите времења, кој што во свое време ја поскапе цената на струјата за 100%. Народните пари ги давал на лица блиски до него и ВМРО ДПМН. Како тогашен директор, извршителот Мицкоски склучил договор за адвокатски советодавни услуги со Панче Тошковски од ВМРО ДПМН, со кој му дал 1.600.000 денари за период од 2 години. Само 5 месеци подоцна, во март 2017 година, Мицкоски склучува нов договор со Тошковски, вреден нови 8.850.000 денари, односно 143.000 евра, за адвокатски услуги. Се работи за договори со Панче Тошковски, многу близок пријател на извршителот Мицкоски и човек кој што беше дел од преговарачкиот тим за новиот закон за јавно обвинителство. Ете како, почитувани граѓани, извршителот Христијан Мицкоски ги испумпувал буквално парите на граѓаните и како ВМРО ДПМН ги полнеле своите джебови, додека граѓаните плаќале поскапа струја за 100%. Тоа се истите шеми на Никола Груевски. Извршителот Мицкоски очигледно дека доследно ги следел истите шеми. Мицкоски најмногу се плаши од законот за јавно обвинителство, затоа што знае дека и за него одговорност мора да има, исто како што одговорност ќе има за Никола Груевски. Овие документи кои што ви ги покажав, кои се индиции за криминал и расипништво со парите на граѓаните од страна на извршителот Мицкоски, ќе ги предадеме до надлежните институции. Ова е, почитувани граѓани, причината зошто Христијан Мицкоски на вчерашниот ТВ дуел беше нервозен, се потеше и не смееше да одговори за овие документи, но секако не даде одговор ниту за криминалите на Никола Груевски. Ете зошто, почитувани граѓани, Мицкоски не се огради од Никола Груевски, ниту од неговиот финансиер Орце Камчев. Зошто немаше став за ниту едно прашање. Затоа што знае дека исто како и неговиот шеф Груевски, и самиот Мицкоски е вплеткан во криминалната мрежа на ВМРО ДПМН, за што одговорност мора да има. Освен што беше поразен на ТВ дуелот, казната за извршителот Христијан Мицкоски ќе му стигне и од граѓаните на 12 април, но секако и од правдата. Ви благодарам.